Во студиото на Здраво Македонијо, по 9 часот се дружиме со магистар Владимир Ѓоргиевски, раководител на одделението за заштита на авторски права при Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Наташа Мијатовик Мијата, контролор на летање и попејачка, и Гере Трипков, председател на Сдружение Equality. Останете со нас до 11 часот. Така е, видовте во најавата, имаме одлични повторно професии кои што ги спојуваме на една трпеза, за кои што ќе позборуваме на актуелни теми, она кое што тие го работата, секако и она кое што е наше секојдневие. Во овој дел ваши домаќини ќе бидеме секако на нашите гости, јас и колешката Александра. Александра, добро утро и за тебе. Верче, добро утро и официјално пред камерите, добро утро и за целата македонска јавност. Верувам дека и ова утро ќе биде забавно со оглед на тоа дека имаме навистина актуелни теми за кои дополнително сакаме да споделиме. Како што е топло-ладно во овој период од годината, интересно е да се комбинира, но како што е редот да се ги споменеме и да ги поздравиме уште еднашка. Така е, виднеш до мене е Владимир Ѓоргиевски, кој што е раководител на одделението за заштита на авторски права при АВМУ, она кое што навистина овие денови доста сте по медиумите, доста сте зборувани и популарни. Добро утро. Добро утро, фала на поканата за учество. Мислам дека одлична можност да појасниме и да дадеме точно појаснување во однос на она што значи новата регулација. Така, од прва рака што се вели. Од прва рака, да. Така, точно тоа како функционира и што значи таа регулација. Така, но имаме секако време за тоа да го кажеме. Веднаш до вас ни е Наташа Мијатовик Мијата, која што е добро позната на нашата јавност. Можеби некои не знаат се уште дека си контролор на летање, но секако те знаат како попејачка. Добро утро. Добро утро. Не верувам више дека не знае некој дека сум контролор на летање, затоа што јас лично длабоко се посветив на амбасадорство токму на таа професија, подоцна ќе објаснам и зошто. Така да ви благодарам за поканата. Така и веднаш до вас ни е нашиот пријател Гере Трипков, кој што е председател на Сдруженијето Equality, со кој што често сакаме да видиме во контакт и навистина ни е драго што ова утро си со нас. Ви благодарам како и секојаш за поканата, секојаш прекрасно се чувствувам. Драго ми е до мене што седат мои познаници од младост, ајде да кажеме, и се надевам дека и гледачите ќе уживаат. Така е. Вие навистина бевте активни низ целата година, но особено да речеме во овој период и пред новата година. Онако што беше значено за вас е она соработка со театарот за тебе, каде што се креираше она инклузивна детска представа. Мислам дека тоа беше нешто најзначено, поразлично, кое што токму за новогодишните празници го направивте и како една убава најава за сите оние проекти кои што ќе следат и во оваа година. Точно. Еден од проектите кои го отпочнавме оваа година во рамки на нашиот фестивалот за инклузија Infusion, беше соработката со Театар за тебе, наши драги, ценети пријатели и другарчиња, со кои што се обидовме да направиме една инклузивна група, односно во постоечките нивни веќе театарски представи кои играат и се на сцена, да пробаме да вметнеме и наши другари од нашата заедница и да пробаме да ги вклопиме во тие театарски представи. Да едноставно да се обратиме на дечињата со еден поинаков јазик, преку јазикот на забавата, музиката и така натаму, да допреме до нивната свест, до нивната перцепција многу полесно и мислам дека тоа беше доста успешен проект. Меѓу другото, со нив соработувавме и сега неодамна, како што спомена, еден од нашите главни проекти, водечки проекти е новогодишната инклузивна забава, која што се случува непосредно пред Нова година, каде што имаме концерти, каде што ги покануваме нашите познати звезди. Минатата година беа Мијата со Гуши Бац, оваа година ги имавме Даци Александар, го имавме Петко плюс фамилија и така натаму. Така е. Одиме на жешката тема, она која што изминативе денове и постојано медиумите пишуваат. Па Владимир, ајде да објасниме. Што точно опфаќа законот на инфлуенсери и креатори на содржина и зошто беше потребно едно вакво законско решение? Одлична е можност да објасниме малце подетално, бидејќи сметам дека во јавноста е во погрешна насока тргна целата оваа дискусија.
Први не станува воопшто за закон за инфлуенсери збор, не станува збор за нови даноци, не станува збор за цензура, нити за ограничување на говорот и слободата на говорот. Че станува збор за закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што е донесен уште во 2023, односно измената е направена во 2023, а со која измена се направи усогласување со директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската унија. Ние нормално како држава која претендираме да бидеме членка на Европската унија, имаме и обврска да го согласиме нашето законодавство со акито на Европската унија. Што значи законот беше изменет во 2023 година. Овие субјекти Европа препознавајќи ги како субјекти кои што веќе имаат влијание на јавноста, бидејќи реално креираат јавно мислење, го креираат јавниот дискурс, ги внесе во нивните регулативи, а ние како држава ги пренесовме во нашето законодавство. Така, нели во Европа таму во законот стоеше дека всушност ги третира не како инфлуенсери, туку како трговци? Не, тоа се два различни субјекти. Едниот е даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, тоа се оние класични даватели на аудиовизуелни медиумски услуги, и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање физички лица, односно инфлуенсерите, влогерите или креаторите. Врз основа на тој закон, врз основа на таа измена, ние имавме обврска и да донесеме подзаконски акт, значи мора да направиме дистинкција. Донесен е правилник за давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање физички лица, во кој акт точно се дефинирани кои се критериуми треба да ги исполни одреден инфлуенсер за да биде предмет на таквата регулација. Така, сега кога сме кај критериумите, она кое што е многу важно, двата критериуми да ги разјасниме, 10.000 следбеници и над 24 платени објави годишно. Што ако едниот услов не е исполнет? Многу добро прашање. Во правилникот се посочува точно дека оние критериуми, тие се 6 во овој правилник, не се само 2, треба да бидат кумулативно исполнети. Значи, ако имаш 10.000 следбеници, а немаш 24 видеа во 12 месеци, или немаш економска активност, што е многу битно да се посочи, тоаш не се предмет на регулацијата. Значи, тие критериуми мора да бидат кумулативно исполнети за да влезете во тој систем на регулација. И овој правилник има нормативен акт. Сега, доколку ги немате 24, како не подлежите не подлежите на регулацијата. Само доколку има 24 и над, тогаш 10 и мора да имате нормална економска активност. Само ако немате економска активност, тоаш нема ни причина. Никаква наплата. Сега до она кое што се зборуваше, како тогаш да речеме и законот зборуваме за објаснивме, но како и законот пак ќе ги заштити на некој начин. Одлично прашање, бидејќи подолг период се дискутира што ние добиваме, односно што инфлуенсерите добиваат со ова. Години назад инфлуенсерите сакаат да се докажат дека се посебна професија. Де факто и де јуре, законот ги признава како посебна професија и ги легитимизира како такви. Нормално со секоја професија што следат и професионални стандарди кои што треба да се исполнат. Дополнително, со самото тоа што сте професионалец, добивате поголема видливост кај брендовите и поголема доверба од самите брендови кои што ги користат услугите на инфлуенсерите. Потоа имате заштита од нелојалната конкуренција која може да се појави на пазарот, имаат поголема правна сигурност и долгорочна одржливост на кариерата, односно професионализација на она што го работат како струка. Така, ќе лежат ли во затвор инфлуенсерите кои што нема да се пријават? Па се зборуваше и така. Не, вака. Или тоа е малку вадење од контекст? Не, вадење од контекст е. Во затвор се поинакви луѓе. Вадење од контекст е, значи, првично, воопшто не е интенцијата на агенцијата да почне со казнување или да применува санкциите. Значи, тие санкции се последната алатка што нормално ќе се употреби. Првично, ние сакаме да искомуницираме со сите тие и да ги информираме за потребата за согласување со оваа регулатива. Законот познава санкции, нормално прекршочни санкции, кои што, како што кажав, ќе бидат последната алатка нормално на агенцијата. Така, сега рокот беше до 31.12, сега се пролонгира до кога? Па, официјално мислам уште не е дискутирано, сега гледаме, анализираме, мислам наредниот период ќе се анализира
состојбата, примената на ова законско решение, па дополнително ќе излеземе со... Ќе излезе со информации, добро. Мијата, кога сме кај професионалноста, вашата професија и текако е професионална и тамо нема простор за грешка и дефинитивно сте одличен амбасадор на тоа што го работите долги години, на начинот на кој што ја поврзувате вашата професија пеењето или нешто што можеби како хоби го надополнува она што ви е примарна професија. Па споделете ми како амбасадор или ајде сега модерно кажано инфлуенсер сакавте да направите влијание и како за тоа што значи жена во машка професија. Бидејќи многу некако се испреплетоа вистинското влијание и она сега за кое што говоревме, влијанието на оние на медиумскиот простор каде што секој може да влие позитивно или негативно. Јас првично, кога се најдов себе си во авиација и често пати сум рекла професијата мене ме избра, не јас неа, никогаш не сум ни сонувала дека ќе бидам контролор на летање. Гере знае, тргнав докторка да бидам во Америка, мислам, да, се познавате многу одамна, така да? Сосема поинакви патишта. Меѓутоа, ете се најдов во таа, нели, не само средина, него и, да кажам, професионална, меѓутоа и авиацијата е една стандардизација, тоа што го кажа и ти, професионализам to the next level. Значи, за нешто што зборуваме, нели се тоа се покажуваме со прсти, ваковси и тако, па има скалила, па после почнува авиација, каде што тука више ништо не е важно. Сега, НЗС-то на двете професии, нели микрофон, не е битно важно да се пее, да се каже нешто на микрофон, ама тоа е, нели, често пати шегата што е Роджер, да, clear to land. Меѓутоа, амбасадорството како тргна. Се најдов себе си дека сум прво ќе зборувам и подоцна, селекцијата за тестовите ја поминуваат само 2% од популација што се тестира, потоа од сите тие проценти на светско ниво, помалку од 10% се жени. Значи, од ретко поредко најретко. И сега, на пример, јас сум една од 20 жени во Македонија, која што се бави со тоа, и сакам да ги инспирирам. Значи, не е толку амбасадорство, колку што е повеќе инспиративност, да ги потикнам младите да размислат дека можеби не мора да станат програмери. Дека можеби има и во авиација некоја професија која што чека на нив, особено жени. И пораката е дека ако јас можам и ти можеш, не е дека воздухопловството е веќе нешто апстрактно и недостижно или тоа е едноставно збир на вештини потребни во таа професија, или ги имаш или ги немаш вештините. Без разлика на полот. Без разлика на полот. Што е најбитно како вештина? Трпение, прецизност, што тука би издвоиле како вештина? Значи, нели често пати знаат да кажат, и у контрола на летање дали треба математика. Нели? Мене не ми оди многу математика, дали вика треба тоа. Јас дури мислам дека можеби свирењето клавир во детство повеќе ми помогнало него математика. Значи, некои вештини кои што, нели, ги развиваш ориентација, логика, да, когнитивни способности. Меѓутоа, тоа што е вроденото, главното, за кое што тестот проверува. Кога си под стрес, а тоа е природно и вродено, каква ти е реакцијата? Дали ќе се замрзнеш, фриз ефект, дали ќе киднеш, flight ефект, или си fight ефект, што често пати сум рекла, засукаш ракави, Брус Вилис ќе да бидем. И тоа е тоа. Значи, еве вчера одам на работа, никој не ми кажа снег дека ќе врне. Чисти, цел ден, чисти. Значи, баш онака. Во авиација не може да изненади снегот. Не, ама, ме разбираш, значи, не е професија која што уште не стана, знаеш денот како ќе врви. Обратно, тотално. Чекајте, а не ми кажа снег дека ќе биде денот. Значи, ќе зборувам и понатака за како, нели, мисијата и амбасадорството и младите, меѓутоа повеќе не амбасадорство колку што беше мисија за инспирација. Да им направам една нова визија, една нова, како да кажам, перцепција, идеја, знаеш, да им пикнеш едно никулче во мислата нивна
бе, чекај, па тоа е интересна професија, што Така, збори може оваа ќе се жена. изроди нешто. Токму така, да. И Барем мислам 1% да инспирирате, да влијаете или да станете инфлуенсер во... инфлуенсерка ќе да будем. Моите речемите така се екстремни услови кои што е најтешко да се работи без снег, магла, можеби ветер, некоја луја. Значи, што е најтешко да се? Ние на обука, на пример, за контролор на летање, прво да расчистам дека има 3 вида на позиции за контролор на летање. Значи, можеш да бидеш контролор на кула, можеш да бидеш контролор во приодна контрола, кој што од влезот на Македонија ги спушташ и ги спремаш со векторирање за слетување, или ги полетуваш и ги качуваш. И имаш обласни контролори кои што пример од Индија за Лондон лета и само надлетува над Македонија, тој не слетува, нели, авион, тогаш го превзема областен контролор. Сега, сите 3 позиции имаат различни предизвици. Апсолутно. Јас конкретно сум кула и приодна. И честопати се чудат во другите центри која ќе зборуваме со колеги од странство, им викаме нашите млади на кула мора да ја поминат 1 година на обука, on-job тренинг со инструктор, за да ги поминат сите годишни времиња. Затоа што во Скопје не се знае што ќе те дочека. Магла. Скопској се е можно. Така, магла, каде што, како да ви кажам, решава пилотот дека ќе слета, мижиш и само чекаш да го чуеш дека е слетан. Значи не гледаш ти во тесто си. Меѓутоа тоа е одлука нели на пилот, секоја компанија има своја своји пропозиции до која видливост прифаќа и така натака. Понатака имаш кумулонимбуси, облаци, истура бура, каде што има јужен ветар, па минуваш, не знам дали ви се случило, честопати нели кај нас во правецот Велес се слетува, меѓутоа некогаш прават и круг, па ќе слетаат од другата страна. Тоа зависи од ветерот. Снег, па и горештина може да биде проблем. И како? Затоа што еве на пример сите 4 годишни времиња си имаат свои предизвици во авиацијата и ние верували или не мораме да го поминеме сето тоа пред да го земеме пемпелето, затоа што утре стигнуваш и мојот инструктор така ми рече: Натали, јас сакам утре во авион да се возам со фамилијата и рад да сум ти кога ќе работиш. Тоа е. Значи нема појака реченица. Секој така треба да размислува за професијата која работи, затоа што професионалноста треба да биде пред се. А инспирацијата, Гери, како вие ја споделувате со се она што го работите, ова што сте денеска не сте родени. Се случи оно што ви се случи многу одамна, но секогаш со насмевка го чекорите ни животот. Нема да заборавам како последно не пречекавте во вашата канцеларија, насмејани, ни подготвивте се што беше потребно како еден добар домаќин. Како Гере Трипков остана да биде и натаму инспирација? Мислам дека човек го има тоа во себе или го нема. Животот знае да не подготви за различни ситуации, различни моменти и тоа едноставно перцепцијата наша како тоа ќе го примиме и како ќе го исканализираме, во која насока ќе појдеме. Ете, има луѓе кои што да речеме остануваат некако со тие мисли дека можеби претежок е животот и остануваат некаде доле во тој подпросечен живот каде што депресијата владее и немоќта. А меѓу младите денеска екстремно владее, а имаат се. Ние сме од друга, друга генерација. Да, кажа и Натка, значи ние сме во мало си игравме на улица, и вие памтите, игравме со креда, ластик, народна, на клупи. А денеска тоа го нема. Сите сме на социјални мрежи, буквално дружењето е таму пред. Точно. Сега начинот, јас бидејќи се обидувам лична моја мисија е како што еве и Наташа си нашла во тоа некаков мотив. Исто така и јас тоа го правам на младите да им го пренесам најдоброто што го знам, за да можат полесно да овие години на зреење да ги поминат многу поедноставно или да имаат бар некоја представа за тоа што значи животот, предизвиците, во која насока би можел да појдам, како да се преиспитувам себе, барам и пронајдам. И мојата секогаш лекција за нив е да ја користиме технологијата паметно, да не ја користиме прекумерно, да ги отвориме сетилата. Затоа што во моментот кога влегуваме ние во користење на технологијата, ги затвораме сите останати сетила.
Значи го користиме сетилото за вид, сетилото за слух, се друго иде да спие. Значи зборуваме за сетило, за мирис, зборуваме сензорните сетила кои што, например, еве, допирам нешто, така, одам во природа, ги гледам лисијата, уживам во звуците, во тоа што го гледам, па влегуваш во вода, уживаш во сонцето, во прошетките, значи го користиш твоето тело корисно. Фала Богу, се уште сме во таква, иако, според мене тоа што го гледавме ние пред 20-30 години во science fiction, нели, научна фантастика, дека нашите тела ќе почнат да се намалуваат заради тоа што со технологијата ќе ни се овозможи се да правиме. Недостапно и да правиме, така. Не знам, еве, проста работа, сетете се во нашето детство, од некој уред, ја од работа си го пуштам бойлерот, топла вода да ми грее дома, ме разбирате? Значи нема, одиш дома, идеш кај бойлерот, уклучуваш или му севаш тато, мамо, од одмор идам, уклучи ми го бойлерот. Да, денеска се е смарт, така да имаме смарт живење. Да речеме, технологија, порано можеби требаше навистина долг еден период, можеби еден век или 100 години, како и да е, но сега таа некоја си брзина со која што се развиваат и технологијата со која што се развива навистина за многу брзо време, да речеме, од телевизори во црно-бело и двојници кои што ги имавме, сега навистина е така се не е смарт и што се вели веќе луѓево на Марс патуваат. Да, секако, но знаете што забораваме, дека ние струјата се гаси со едно копче. Да. А сега моментално електричната енергија дава напојување за се тоа што не обкружува. Да. Замислете ги апаратите на кои што работи Наташа, што се случува доколку не дај Боже снема струја. Они имаат протоколи. Да не беше можат Никола да одговорат на такви и имаат системи кои што нели заштитуваат од вакви работи. Да. Меѓутоа само замислете, така, доколку исклучиме копче, што би се случило? И тоа ја мислам дека Никола Тесла го мислел, го е. Младите мислам дека навистина ќе се изгубат, бидејќи целиот свет го гледаат во технологијата, социјализацијата не ја гледаат како нешто лично, туку нешто што е преку посредство, на телефон, на ова, на она. Сега сме многу поранливи, него ли? Така, и сега, например, сите тука што седиме, сме поврзани на некој начин и тоа длабоко со технологијата. Да, и се енергија. И се, еве, во овој момент да исклучиме струјата, замислете што би можело да се случи. Па ништо ќе се зборуваме од темница. И Ќе мораме, ќе мораме. Ете, кога сме веќе кај зборувањето и кај сето тоа, дел од јавноста, Владимир, изразува страф од цензура. Како ете законот ја гарантира слободата на изразување? Значи, цензурата е кога нешто се забранува. Со овој закон ништо не се забранува. Добро. Слободата на изразување е уставно загарантирана и секој закон, подзаконски акти, како да било друг документ што го забранува тоа, е против устава. Со овој закон се бара само транспарентност, односно означување на она што е реклама, за да може и Дека вие сте тој што го работите тоа. Да, дека вие, односно, тоа што го прикажувате, за тоа сте добиле одреден надомест и дека го рекламирате заради тоа што сте добиле одреден економски бенефит. Јавноста треба да биде информирана, да биде транспарентно тоа направено, за да можат пред се, најмладите да донесат информирани одлуки кога купуваат некои производи, кога следат или кога носат какви да е одлуки. Тоа е основата на ова законско решение, односно транспарентноста на рекламирањето, заштитата на малолетниците, говорот на омраза да се спречи. Да, тоа ли се некои тие од главните пораки со кои што, да речеме, сакаше да на некој начин со овој закон и со ова регулирање да Целта на законот, пренесе? Целта на законот е заштита, значи, на јавниот интерес. Јавниот интерес се штити, значи, преку развој на аудиовизуалните медиумски услуги, промовирање на слободата на говор, заштита на малолетниците, обезбедување фер услови за сите чинители на пазарот. Затоа мислам дека многу погрешно е фокусот ставен овде на инфлуенсерите како поединци. Значи, тука фокусот треба да биде јавноста, јавниот интерес и од најмладите. Инфлуенсерите, значи, се дел од овој екосистем, но морам да посочам дека јавниот интерес е централна вредност што законот и агенцијата ги штитат и целата контрола. Се вели дека само одреден број, малку број се беа пријавени, дали?
пристигнуваат имейлови, дали пристигнуваат Да, пријави? во изминатиот период од кој излезе тоа соопштение, имаме прилично голем број на пријави, имаме прилично голем број на барања за дообјаснување на простапките процедурите. Веќе работиме на објаснување, на дообјаснување на тие процедури и сметам дека ќе се интензивира тој процес на регистрација во наредниот период што дое. Така, имате ли како некој пример да ни посочите со некоја, да речеме, од европските земји, кој што ете ова веќе го преминува во однос на наплатата, во однос на тие проценти 0,5 кои што треба да се наплатат? Тие 0,5% не се ексклузивно и специфично измислени за инфлуенсерите. Значи, тоа е во закон уште од 2013 година, кога е самиот закон за прв пат влезе во сила. Тој процент 0,5% го има тоа како обврска да го плаќаат кабелските оператори, другите даватели на аудиовизуални медиумски услуги и сега инфлуенсерите кои што се препознаени како субјекти на овој закон. Да, значи регулативава од регистрација на инфлуенсери ја има во Европа, ќе почнеме Шпанија, таму се квантитативен индикатор милион следбеници. Холандија, која што до пред година дена имаше 500.000, сега го намали прагот на 100.000, ги има во Франција, ги има во Словенија, ги има значи во малтене сите европски држави. Во однос на тие 0,5%, ќе почнам пак ќе земам за пример Холандија, истиот принцип го имаат за истата давачка и за истата цела е таа давачка, односно за функционирање на тие регистри и надзорот. Во 2025-та таму фиксно се одредува цената, е 250 евра, кој што треба да ја плати секој инфлуенсер на регулаторот во Холандија. Така, добро, убаво да се сепак да се спореди, да се кажат тие некои работи како и надвор веќе функционира тоа. Мијата да се навратиме на она кое што го правиш. Кажи ни нешто ново кое што ете за оваа 2026 си го посака и како ете проект, верувам дека ќе го реализираш. Се збориме авиатичарски или Не, музички? во однос на музички, да. Бидејќи си ти кантаавтор и се, значи ни пишуваш и доста верувам дека оние кои што ја сакаат ја слушаат твојата музика и неодамна имаше и свој концерт, беа, дојда вида имаш следбеници кои што верувам чекаат некое твое музичко издание. Во веќе почетокот најдоцна почетокот на наредниот месец, нова песна ќе имам, која што ја снимив уште летото, меѓутоа чекавме спотот да се доврши, па не фати избори, па не фати фестивали, па не фати други работи, па наплив на многу музика која што сите гледаат до нова година. А оваа песна се вика Ти биди свој и е продолжување на Верувам во себе и треба да биде безвременска, не врзана со делот од годината или било што. И бидејќи оваа година, нели, после нова година сите си да задаваме некакви резолуции да бидам подобра верзија од себе си, ова ќе биде како подстрек и помагање на публиката во таа мисија. Така да Ти биди свој, се надевам наскоро ќе биде дел од етерот и македонската музичка сцена. Сега повеќе детали ќе видиме. Понатака се да не се истрчувам, меѓутоа јас имав доста активности во воздухопловството, како до неодамна бев контролорски на нашето здружение на контролори на летање, бев председателка и имав доста ангажмани во тој дел и некако мораше музичката кариера малце да почека, верно чекаше и сега кога се ослободивме од тие, да кажам, работи и бендот све сочека и настапи во живо и све. Тама едно музичко освежување да дојде на ред. Да, си влеговме свој на своето во студио и тоа беше, и за мене беше прекрасно чувство. Така. Важно микрофон да има. Така. Гере, она кое што исто така е значено во изминатата година, вие како здружение Квалити кој што го работите, зголемување на атрактивноста на пазарот на трудот, сето она кое што е како тренд, предизвик и бариерите при вработување на лицата со попреченост. Така е. Тоа е проект кој што моментално го работиме, ја снимаме кампањата. Кампањата ќе се состои од 5 кратки видеа кои што треба да поттикнат мотивацијата кај младите да пристапат на пазарот на трудот. Независно дали тоа се работи во веќе постоечката индустрија, постоечкиот бизнис, приватен сектор, или пак да се осмелат да креират, да создадат некој собствен бренд, собствена фирма.
Она што е моја секогаш цел некако позадински додека работиме во се тоа што го работиме во портфолиото е нашата заедница, лицата пред се млади, меѓутоа и лица со попреченост, да ги вклучиме во се она што го работиме, вклучително и во овој проект. Проектот има за цел да ја зголеми буквално мотивацијата кај лицата со попреченост да се чувствуваат еднакви, да пристапат на пазарот похрабро, да се чувствуваат самостојни во тие чекори, и особено кај животни младите чекори. тоа треба да се Точно. мотивира. И во самата кампања вклучуваме и лица со попреченост. Баш вчера снимавме едно од видеата со Неделка, која што ни беше и на модната ревија пред година и пол во Музеот на современа уметност. Значи, имаме прекрасни личности од нашата заедница. Верувам дека честопати ги имате, мислам, еве, и Цеца сметаме на некој начин, или дел од нашата заедница. Така да имаме прекрасни, харизматични личности, од кои што верувам дека многу луѓе се инспирираат. Тоа е нашиот фидбек кој што секојдневно го добиваме од. Се зголемува ли свесноста кај компаниите, кај луѓето со сите овие, да речеме, проекти кои што ги работите од година во година? Да, апсолутно. Многу се зголемува свеста. Да сите навистина се чувствуваме еднакви, зашто и така и е. Така е. Многу се зголемува свеста. Еве, бидејќи ние комплексно работиме во ова поле. Работиме и во полето на културата, работиме и во полето на општествената одговорност. Така. Гледаме и кај фирмите во бизнис секторот поголема отвореност за соработка, за вработување на лица со попреченост. Се повеќе компании вработуваат лица со попреченост. Се повеќе дури и општини вработуваат, значи локални самоуправи вработуваат лица со попреченост, што да речеме до пред 10 години не беше случај. Тоа не беше случај. Меѓутоа тие сепак треба да бидат пример за останатите да го следат. Апсолутно. Од друга страна, лицата со попреченост имаат многу голема амбиција и ја гледаме и амбицијата кај нив, мотивот, не да се докажат дека они вредат, него едноставно дека можат, умеат. Да. И самиот факт дека кога ќе ги видите во средината каде работат, еве на пример појдете во општина Бутел, каде што ни е Марио, појдете во општина Кисела вода, општина Петровец одскоро Дарко ни е. Ќе видите дека тие лица едноставно зрачат со убава енергија. Луѓето кои што се околу нив едноставно се инспирирани, колку и да е тоа неблагодарно, затоа што во Европска унија веќе не се зборува за тоа дека лицата леле мотивираат, па сега ние имаме очекувања од самите себе, бидејќи тоа прави психолошки притисок кај нас самите. Ама еве со Дарко сега пред некој ден зборувавме, вика, јас сакам уште повеќе да работам од тоа што го имам како задолжение, знаеш? Да, убаво е тоа навистина се случи. Тука за момент ќе ги задржиме нашите мисли. Време е да се освежиме со малку реклами, секако останете со нас, се враќаме повторно во студио, имаме уште многу убави разговори кои што треба да ги направиме.